Така, повторно сме назад во студиото, каде што ќе разговараме секако и на последната тема за ова издание на Македонија денес. Од музика се селиме кај правото, ќе зборуваме за навистина една интересна тема и конференција која што ќе се случи секако наредниот викенд и сите оние кои што имаат интереси, кои што сакаат да слушнат нешто повеќе за човековите права и заштитата на човековите права и слободи, ќе можат секако да го сторат тоа наредниот викенд во Охрид. На оваа тема секако ќе разговараме со денешниот наш последен соговорник, а со нас во студиото е доцент доктор Ангел Ристов, професор на Правниот факултет и председател на Сдруженијето Јуридика Прима. Професоре, добар ден, добре дојдовте. Добар ден, ви благодарам на поканата. Поздрав до вашите гледачи, поздрав до граѓаните на Република Македонија и навистина бев изненаден во едни вакви турбулентни времиња кога на прво место е политиката, политичките случувања, што најдовте време и интерес да посветите време малку на науката, на правната наука, која што ја врши својата мисија преку бројни истражувања, анализи, се со цел да се подобрат правните норми, граѓаните да имаат поефикасна заштита на своите права и слободи. Токму така. Ова ќе биде трета меѓународна научна конференција Охридска школа на правото, како што и самиот кажавте, доста значајни теми се отвараат на овој настан, така што пред малку да позборуваме за самата организација и потреба нели за ова Охридска школа на правото. Идејата за основање и отпочнување на Охридската школа на правото може би е стара 10 години, заедно со еден мој колега исто Лазар Јовевски, доцент од Правен факултет Јустинијан Први во Скопје. Како помлади асистенти ја добивме многу одамна на Копоничката школа на природно право, која што бележи 30 години, каде што се собираат врвни имиња од сферата на правото, од Југоисточна Европа, но и пошироко, каде што се разговара за многу значајни теми, за актуелни прашања кои што ги тиштат граѓаните, кои што го мачат правниот систем, а од кои што произлегуваат препораки, мислења и ставови за подобрување на правната регулатива, уредувањето на правните односи, се со цел да се подобри животот на граѓаните. Затоа што правото го уредува животот на граѓаните. Какви ќе бидат правните норми, многу зависи значи како ќе биде правото, како ќе бидат добро уредени односите и реализацијата на човековите права. Од тука за прв пат ова идеја започна да се реализира во 2015 година. Сигурно ќе се запрашате од каде идејата Охридска школа на правото. Точно е дека Охрид е бисерот на Балканот, тоа е Балканскиот Иерусалим, кој што е една од најатрактивните и привлечни атракции во светот. Бројни туристи доаѓаат да ги видат значајните историски, археолошки споменици во градот Охрид. Меѓутоа, идејата не дојде токму поради тоа за да ги привлечиме бројните професори, академски граѓани, за да го видат туристички Охрид, туку напротив. Охрид е забележен во правната историја и во историјата воопшто по фактот што првиот универзитет во Европа не е во Болоња, според историски податоци, ние треба да бидеме горди на тоа. Првиот универзитет е Свети Климентовиот универзитет во Охрид во 9 век од нашата ера, каде што меѓу другите прашања кои што биле изучувани, се посветувало внимание и на правото. Од тука ние сме горди што еве оваа идеја ја продолжуваме и чекориме по стапките токму на овој познат македонски, но и балкански, па би рекол, па дури и се европски универзитет, Свети Климентовиот универзитет, и од тука е името на ова школа, Охридска школа на правото, која веќе ова година веќе станува традиционална, по трет пат се организира, а можам да кажам дека посетеноста од година во година станува се побројна. Ако започнахме со 30 на професори, ова година, таа бројка веќе го надминува бројот 70-80 професори од земја, но исто така и од странство, од поблиското и поширокото обкружување на Република Македонија. Така. Ке зборувате за навистина важна тема, како што рековте, и изминатите 2 години се говореле на важни теми, меѓутоа оваа година е за човековата слободи, права, реалност или идеал. Зашто токму на оваа тема? Има ли, постојат ли и се човекови права и слободи, дали
постојат или каква е ситуацијата моментално со човековите права и слободи кај нас во Македонија, па потоа би зборували за останатите држави? Секако дека постојат, значи од историјата на човештвото, од појавата на правото па до денес вечната борба и вечниот идеал е почитувањето на тие основни човекови права и слободи кои што од година во година, од деценија во деценија стануваат се побројни и се повеќе признати. Ако во минатото, во римското право, за да била пружена или дадена одредена заштита, требало да постои одредена тужба, денес во сите современи општества, во сите современи држави и законодавства, секое право ужива заштита. Правото се стекнува и губи. Доколку не би постоела правна заштита, тогаш човековите права и слободи бе представувале само едно голо слово на хартија. Од тука ефикасната заштита, значи судењето во разумни рокови, востановената и ускладена судска пракса е од големо значење за правната сигурност, но и за принципот владење на правото, кој што подразбира дека сите граѓани се еднакви пред законот, не постојат исклучоци, дека законите подеднакво важат за сите, дека не може законите да важат ретроактивно, но и треба да постои, значи, ефикасна процедура, спроведување на законите, се со цел тие човекови права и слободи да бидат заштитани. Како што ви е познато, Република Македонија, значи, е подписничка и ја има ратификувана Европската конвенција за основни човекови права и слободи. Па од тука, значи, не само нашите права, човековите права и слободи не уживаат заштита само пред националните судови. Туку имаме, значи, уште една инстанца која ќе бидат искористени сите правни лекови во Република Македонија, тоа е Европскиот суд за човекови права, каде што, за жал, можам да кажам дека сме и покрај тоа едно од најмалите држави во Европа по бројот на поднесени барања или жалби кои што се поднесени од граѓани против Република Македонија, сме помеѓу водечките. Па од тука, значи, вие граѓаните може самите да заклучат за што станува збор во конкретниот случај. Имаме бројни примери каде што голем дел од овие барања или тужби поднесени пред Европскиот суд за човекови права се одбиени, но исто така имаме и одредени кои што се прифатени од страна и Република Македонија ги има изгубено овие спорови. Особено е значајно, имајќи во предвид дека е во тек одредена иницијатива за измени на законот за семејство, може би еден од најзначајните закони кои што уредува многу витални, многу значајни прашања. Често пати на првите предавања пред колегите кога го започнуваме предметот семејно право, знаеме да кажеме полесно за да сватат студентите, семејното право ги уредува последиците на љубовта. Тие пожелно е да бидат среќни и посакувани да бидат среќни, но меѓутоа се случуваат тие да станат и несреќи па да се заврши една љубовна приказна со развод на брак, и она што во моментот го имаме како голем проблем во нашето општество е се поголемиот број на разведени бракови. Во 95 година имало 700 разведени бракови, во 2016 година овој број изнесува над 2200 разведени бракови. Од разведените бракови најголеми жртви се децата. Во таа насока неодамна во 2015 година Европскиот суд за човекови права донесе пресуда против Република Македонија од страна на семејството Митови, каде што Република Македонија беше осудена за повреда на членот 8 на почитување на правото на семеен, приватен живот, но и за дискриминација по член 12 со оглед дека нашата држава не овозможила или не превзела мерки да родителот, еден и бабата и дедото од овој случај, семејството Митови, да си го видат своето дете, односно својот внук, подолго од 2,5 години, што укажува на тоа дека законодавецот треба да извлече поуки за поефикасна заштита, и кога имаме вакви ситуации, значи треба да се итно да се преземат чекори за промена на законската регулатива, а тоа е нашата мисија како наука, како дел од правниот факултет Јустинијан I во Скопје, кој што оваа година бележи 65 годишен јубилеј. Нашата мисија или задача како професори е токму тоа да го правиме, да анализираме и да предлагаме промени, измени, се со цел да го олесниме или да го подобриме животот на граѓаните, да имаме се повеќе насмеани дечиња, а помалку расплакани родители, баби и дедовци, граѓаните да можат полесно да ја остварат својата права. И токму затоа оваа година решивме и темата на овогодишната Охридска школа
е насловена ефикасната заштита на човековите права и слободи, реалност или идеал. Дали навистина е реалност или идеал и што би требало да направиме за да не биде идеал, туку да стане реалност за секој од нашите граѓани кои што имаат правни проблеми, со оглед на тоа дека правдата представува еден идеал, секој да го добие заслуженото. Станува збор за една латинска максима sum quicque tribuere. Меѓутоа, во денешни услови на сиромаштија, глобална сиромаштија, веќе и правдата стана прескапа за одредени граѓани, имајќи предвид дека таксите, адвокатските услуги стана тарифите повисоки, па испадна дека на некој начин правдата ќе стане привилегија само за оние кои што имаат да парични средства да ја започнат постапката и да ја спроведат до крај. Професоре, навистина се бројни сите овие теми и ситуации. Искрено се надеваме дека повторно ќе имаме можност со вас и детално да разговараме за дел од нив, бидејќи не ни дозволува многу времето. Само би ве прашала како всушност очекувате да помине овогодинешното издание, од каде секи има учесници и представници и најпосле бидејќи веќе имате искуство со минатогодишните изданија, кои се всушност резултатите, дали може да се говори за некои позитивни промени благодарение на кои што продолжувате со оваа традиција? Резултатите ги гледате пред вас, тоа може да го видат и граѓаните на Република Македонија. Res non verba, така говореле старите римски правници, нека говорат делата, а не зборовите. Делата се пред вас, веќе ги имаме, значи том 1, 2, 3, 4 ова година, веќе имаме 70 учесници кои што имаат доставено повеќе од 50 абстракти, кои што до септември месец треба да бидат доставени во целосни трудови, каде што се анализираат бројни и значајни теми од областа на правото во секоја држава. Очекуваме да ни пристигнат гости, најавени се еминентни професори од нашето соседство, од Софискиот универзитет, од Правниот факултет во Белград, Нишкиот правен факултет, факултетот во Подгорица, Осијек, понатаму Мостар, но и други од нашето опкружување соседно. Исто така интересот е голем и од правните факултети во Република Македонија. Секој академски граѓанин, професор се бави со одредена проблематика која што истражува и тука имаме можност да ги слушнеме сите оние проблеми заедно и да заклучиме на крајот со една констатација дали навистина во нашата држава, но и во поблиското опкружување, затоа што повредата на човековите права, незаштитата или неефикасната заштита на човековите права и слободи не е само проблем на нашето општество. Значи тоа е сеопшт проблем кој што постои, значи, во сите држави. Од тука нашите напори, заложби како наука е да ја подобриме таа заштита, затоа што науката е најмногу повикана да го каже својот стручен став, својот предлог врз основа на бројни компаративни истражувања, но исто така и врз анализа на проблемите од праксата како да бидат надминати тие правни проблеми. Отварањето на оваа меѓународна конференција ќе биде направено од страна на деканот на Правниот факултет, професор доктор Горан Коевски. Имаме голема поддршка од Правниот факултет, впрочем и самиот институт Юридика Прима е произлезен од професори и наставници кои што работат на Правниот факултет. Јустинијан I, кој што е наша гордост, еден од најстарите и први институции во Република Македонија, почнувајќи од нејзиното осамостојување после Втората светска војна. Но исто така наши пријатели се и комората на нотарите, односно нотарската комора на Република Македонија, која што исто така бележи повеќе од 16 години постоење и со својата работа нотарите се покажаа како достојни и влијателни правничка фела која што придонесува за зголемување на правната сигурност, но и за олеснување на остварувањето на човековите права во Република Македонија, значи посебно поврзани со правото на наследување. Исто така, наши гости ќе бидат представници од комората на извршители, бројни адвокати, но исто така ова конференција е наменета и за помладите правници, па од тука ќе бидат присутни бројни студенти, магистранти и магистри кои што веќе ја завршиле својата кариера во делот на додипломските, но и постдипломските студии и ќе имаат можност овде на ова тридневно
организирано работење, анализирање на бројните теми и трудови да се стекнат и да ги надоградат своите знања од областа на правото. Професоре, тука би сакале да ви се заблагодариме што бевте дел од Македонија денес. Се надам ќе се видиме во друга прилика. Има теми на кои што може да разговараме и да ги отвориме, кои што се навистина значени, како што рековте, за луѓето и за граѓаните на Република Македонија. Е убаво да слушнат и да видат што конкретно и да се информираат каде се нивните прави, како би можеле да делуваат. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Остануваме отворени за пошироката јавност, за граѓаните на Република Македонија да ги информираме што прави науката, што работи. Особено би сакал да напоменам дека е во тек и заготвувањето на граѓанскиот законник на Република Македонија, кој што е под раководство на доајенот од сферата на граѓанското право, професорот Гале Галев, а ова е од големо значење за правната сигурност во една држава, затоа што врв на една правничка култура и правнички достигнување, но исто така и за постоење на правна држава и владење на правото е донесувањето на граѓански законник. Да се надеваме дека во некоја блиска иднина овој граѓански законник ќе биде донесен и ќе им го олесни животот на граѓаните. Се надеваме и ние. Благодарим. Благодарам. Со ова ќе го заокружиме денешното издание на Македонија денес. Ќе искористиме оваа прилика да ги поздравиме сите наши колеги кои што се дел од реализацијата на оваа емисија, тоа се луѓето позади камерите и секако комплетниот реализацијски тим на Македонија денес. Така, најновото издание на Македонија денес, гледајте го утре во истото време со нови теми, нови содржини, секако подготвени од тимот на Македонија денес и секако можете да не следите на нашата Facebook страна Македонија денес со кирилична подршка, да пишете можеби некоја тема која што сакате да ја видите, да ја слушнете во рамките на оваа емисија. До гледање.